Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубав и голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време, не време, кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион. Да се повози до Ватикан, баш на чествувањето на двајцата браќа просветители, како ние да немаме наш авион мајката. А имаме? Па што знам јас? Не може да немаме, си викам, сепак сме држава. А држава сме стварно? Добро, може имаме авион, ама сигурно е расипан или нема гориво, а може му е дупната едната гума, па не знам, дреме тамо во некоја гаража, немаат резерва, може нашиве. А може имаме авион, нема дупнати гуми, ама немаме пилот во авионот и тоа може да е причината. И шо да преш да си на местото на Стево, нели во тој случај? Па мора да се снаоѓаш, ама баш со авионот на бугарскиот председател ли мораше да лета, со авионот на Радев. Истиот оној Радев кој не пропушта можност да каже дека сме бугари, дека јазикот ни е бугарски дијалект и дека сме создадени од Коминтерновската епрувета на Тито во 1944 година. На овој тип му дозволи да те лета, бе, љубави. На овој тип ме заебаваш. Не, стварно ме заебаваш. И добра, ај кажи како беше летот со Радев, а? Небото сигурно беше мирно по прашање за ветото и потеклото на Гоце Делчев, или може би за време на летот ве тресеа турбуленции кога виграше некоја бугарска стюардеса на шипка. Чекај, само да те прашам, ти, љубави, седеше до Радев за време на летот или онака те бапнаа кај куферите во багажникот? Оти со бугариве никогаш не си на чисто. А може немаше слободно место ни кај куферите, ниту кај патниците, па Радев мораше да те седне на... Не, сега не сакам да бидеме булгарни, односно безобразни, да? Уште ли не ги научивте бугарите, бе, љубави? Изгледа Господ кој делел достоинство и патриотизам вас ве држал заклучени во подрум. Освен ако бугарската стюардеса играла на шипка, не гледам друга причина зошто ти би влегол во бугарски авион. Подобро со тротинет да тргнеше во Ватикан. Малку ќе се помачеше до душа, тој ќе ти излезеше душа, ама па вака исто си ко без душа. И без топки волнени. А во политиката ништо не се добива без пар топки волнени. Ништо. Добро, и? Еве стигнавте со Радев во Ватикан со неговиот авион. И после, После Стево му го даде новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација на папата на кој пишуваше Папа Франциск. Со К на крајот. А папата е Францис. Не се чита тоа К. Не е ковид упрашање од тоа К-то се закашлав. Ама на овие утнативе од протоколот, што беа пола кај Заев у влада и утнаа се што можеше да се утне, изгледа оваа утка им беше ко погодена. Една буква кон една. Ша има везе? Па какви што се можеа на грбот да напишат на дресот и Папа was a Rolling Stone. Или да напишат Папа Николау Тести, тоа може. Остај ги, бе, само едно К утнале, бе. Добро е, бе, може ли боите да ги утнат ко вас е флексибл во спотот за Евровизија, па после да се вада дека тоа било уметничка инсталација, нели? Стево гарант му рекол на папава: љубави, ти го поклањам овој дрес да си го облечеш, можеш и од озгора на тога, мислам на мантијата кој ќе игра нашата земја на европското, нели? Пошто Аргентина твоја, пошто папава нели аргентинец, пошто Аргентина твоја, бе, замисли, бе, не игра на европското, бе. Не успеа да се пласира на европско и ти сега, драг папа, немаш за кого да навиваш. Лели. Ау, Стево на папата му направи со ова за аргентинска репрезентација таков тонш, така му фати сеир на папава, мислам така папава се осети малку непријатно што Аргентина не се пласирала на европското, ако имаше воопшто поим
нели за какво европско му зборува Стево, оти папава е човек во години, лева рака е на Свети Петар, кај има тој време фудбал да гледа на толку несреќни гладни и ковидосани по светов. Абе нема време. И така Стево му го даде дресот и сигурно му рече: баце, само облечи го кој играме, не мора да ја пееш химната, зашто некои кај нас и не ја пеат, а има и некои па ја пеат, ама скрос ја утињаат. А има во нашава химна до душа нешто така гоце, моце, шуми, гори, езера, реки, ама тоа не е битно, папа. Кога ситници како химна биле битни, најважно е дека те поздрави Зоки, мојот шеф, многу те поздрави и рече да навиваш за нас против Холандија, зашто после Бугарија со нив ки имаме спор. Со холанѓаните ки имаме спор. Да бе, ако бугарите ни го тргнат ветото, некојаш после гарант холанѓани веќе ни стаат вето за марихуаната, но или им влегуваме во пазар. Му викав ја на Зоќе да садиме лалиња, ама он вика: ја на шо ти личам бе тебе, кај се видело лале да се пуши. Мислам, ја кажи му на папата да навива за нас, ети дрес му однесе, ама сте го пишале на кирилица. А ја ќе му се јавам лично да телефон, знам ја латински, мислам, тоа е она што се пише на латиница, сум учел заедно со англискиот и го зборам као англискиот, мислам. И следниот пат, не му носи тие глупите дресови што се носат врз бела кошула. Однеси му железни опинци. Тоа е вистински сувенир, символизира колку ние како народ сме упорни во решавањето на европските проблеми. Па ја еве, на пример, кој ќе решам некој проблем, па то бетон бе, па се е бетонирано бе. И така Стево везел за најважни споредни работи, а папава само трепкал со очињата и барал помош. Барал помош од сите, ама најмногу од Свети Петар, да го спаси побрзо од ликов. И Стево видел дека Тенка му е приказнава кој секогаш, па го оставил бугаринов Радев да си позборува со папата за државнички работи, нели околу Кирил и Методи, бидејќи Стево изгледа таму беше отиден во Ватикан само дресот да му го однесе и поракава од Зоќе Заев. И после се дозна дека на враќање Радев го прашал Стево нели кај да го остават, а овој рекол: вози ме за Софија, од ја после од таму ќе си фатам пешки да си се прошетам малце, да се надишам воздух, нели? Радев мислел дека овој нешто го прца и одма сакал да го симне од авионот, ама еден од советниците му рекол дека не е добро што некој што се вика Стевчо или Стево, нели, да го симне од авионот пред полетување, не е културно, не е убаво. После тоа Радев бил пак бледо-зелен, додека у авион Стево раскажувал вицови за тоа како седеле со Бранко и пиле виски, а кога Стево се опил после првата коцка мраз, а Бранко бил трезен после 3 флаши виски, и така се додека не слетале во Скопје. А папава Франциск посредбата со Стево го закачил вела дресот во шифонерот и на него напишал како подсетник: овој дрес да го облечам која ќе игра Македонија против Австрија, зашто оној Курц повеќе не ме прави среќен. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат затоа што ќе повторам, европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели, после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате, победнички.